Од јуни лани до јануар синдикалната кошница е зголемена за 3000, а минималната плата ќе се зголеми за 1800. Што мислите околу тоа? Ја мислам дека ќе дојдеме до просечки стап, затоа што 1800 се ништо, исто како да не сме ги земали. Плюс и тие 12 денари, како не им беше срам да ги спомнат. Платите треба да се зголемат. Па не е пропорционално да се зголемуваат и двете пропорционално за да биде фер. Искрено мислам дека е малце. Треба повеќе да се зголеми платата. Со како што се цените кренати, ја би мислел дека можат и повеќе реално. Дали е тоа доволно? Веројатно одговорот е не. Тоа е реалноста во светот кој што живееме. Очигледно постои некој несооднос. Тешко име на оние кои што им недостасуваат тие 1000 кусур денари секој месец. Срамот. Значи они да дигаат дневници, да патуваат, а народот да мизерува е срамот. Дали може денес да се преживее со минимална плата од 396 евра, колку што отприлика изнесува двоособен стан со кирија и со сметки? Мислам дека е многу тешко и минималната плата треба да се зголеми. Па мислам апсолутно не. 400 евра не може све да се подмири. Многу тешко. Многу тешко, особено ако е фамилија и со деца кои што имаат други потреби. Многу тешко дури и двајца ако се вработени. Нема шанса, дури и нема 250 евра кирија више, по 300 евра. Не, ја мислам тоа не е реално. Не може нити во помалите места, а во Скопје дефинитивно не може да се преживее. Па мислам дека не е тоа доволно за да преживее еден студент што студира на било кој факултет. Многу е тешко да преживееш баш на минималец. Рачунете таа фамилија што е под кирија треба да јаде. Плюс има некој со деца, градинки, школи, книги, тоа се све трошкови. Дали со една просечна плата од 700 евра може да преживее 4 члено семејство? Не може, не тоа е малку. 4 члена сите потреби да ги задоволат со 700 евра месечно не може. Па зависи ако работат двата родители, ако е пример самохран родител, тешко, многу тешко. Со две просечни плати од 700 евра, веројатно е предизвик да се истурка месецот квалитетно. А со една плата, веројатно исто така е невозможно. 700 евра, 4 члено семејство, тоа е многу откажување и редуцирање на многу работи. Затоа што цените отидат до плафон и кога ќе израчунаме едно 4 члено семејство колку има трошкови, значи треба за глава да се фатиме. Многу тешко, со многу кратења на различни издатоци. Може, но нема да биде тоа, нема да имаат висок комфорт на живот. Дури ние ќе бидеме задоволни како што рекоа со 500 евра. Ние сме македонци, секогаш и малце да ни дадат, ние сме срекни, меѓутоа ова сега што е, не сме срекни. Синдикалната кошница за 7 месеци се зголемила за 3000, а просечната плата за 1100. Дали расте стандардот на граѓаните? Не, стандардот на граѓаните дефинитивно опаѓа. Очигледно дека не расте со самата математика која што ја кажавте, ако синдикалната кошничка расте побрзо и со поголема стапка отколку платата, очигледно дека доаѓа до диспаритет и се намалува куповната моќ на граѓаните. Па мислам дека стандардот не може да расте, бидејќи примањата се тие што се. Не расте. Зошто не расте, знаеш зашто? Трошоците се поголеми, а граѓаните не земаат пропорционално толку плата. Не расте. Тоа Зошто не е не ништо. Затоа што тоа е многу ниско. Се знае, минималната плата мора да биде, како што рече синдикатот, бар 500 евра. Без 500 евра, сега со овие цени што не ги дигнаа, и струјата знаеме дека поскапе, и водата поскапе, и све живо поскапе, така да граѓанинот страда.